Се повеќе европски земји дебатираат за враќање на задолжителното служење на воен рок, вклучително и земји од регионот како Србија, Косово и Хрватска. Анкетираните граѓани земне телевизија се со поделени ставови во однос на враќањето на задолжителното служење војска, иако од 2011 година граѓаните што ги исполнуваат условите поставени од АРМ може да се пријават за доброволно служење на воениот рок. При тоа кандидатите мораат да имаат наболнето 18 години, но и да не бидат постари од 26 години. За да се ракува со оружје, земја мора некој пат да се бране. Не знаеме што ќе биде утре. Меѓутоа, редно е да се обучат младите, бар ние што викам постарите да пукат. Државичката ние таа каква ние мораме да ја сочуваме на еден или на друг начин. Не би ја рекол дека треба да бидат. Војска има доволно. Ние служиме војска, кога служиме, али не е потребно. Поголем дел од граѓаните велат дека не е потребно задолжително воведување на воениот рок, бидејќи државата располага со доволен број на војници. Повака, без војска. Ја нема војска. Па ја мислам нема потреба, тука е НАТО. НАТО не чуваш. Имаме, нели имаме армија, имаме НАТО. Тоа е трошкови плюс за државата. Пример за земја од регионот која планира да го врати воениот рок е Хрватска. Таа после 16 години го враќа задолжителниот воен рок. Воениот рок за сите млади мажи над 18 години треба да стапи на сила од првиот ден од следната година. Исто така, воениот рок во Германија беше укинат пред 13 години, а сега се расправа за негово повторно воведување.